Постојат повеќе облици на семејно насилство. За жал, кај нас отворено се зборува само за физичкото. Сексуалното и психолошко насилство постои, но тие се уште се табу тема во нашето општество. Жртвите на овој вид на насилство најчесто не сакаат отворено да разговараат за него, велат од невладината ЕХО. Се почесто се појавуваат примери и на економско насилство. За сексуалното насилство не се зборува, тоа е табу тема и кај жртвите кои што бараат кај нас помош, значи жртвата тешко се отвора да разговара на така осетливи теми. Се фокусира само на физичкото и на психолошкото насилство. Економското насилство е секојдневие, значи неплаќањето на издршка од страна на таткото према децата е најчест вид на економско насилство. Секое насилство треба да биде пријавено, алармираат од ЕХО. Тоа е единствен начин жртвата да се заштити од својот насилник. Затоа мора да се пријавува секое насилство, па и психолошкото, кое што е без модринки и не е видливо, мора да се пријавува, мора да се реагира од страна на институциите, да се свати сериозно, за да не доаѓа до вакви крвави финиши. Значи, и обврска со законот на институциите, ако се пријави во една институција, например во полиција, во рок од 24 часа да го проследат случајот во Центарот за социјална работа. Исто и кај нас во организациите, ако се пријави, должни сме веднаш да известиме во Центарот за социјални работи за да се направи, да се излезе на лице место, да се види фактичката ситуација, како може да се помогне на жртвата, какви мерки би дошле во предвид за да се извлече жртвата да се спречи понатамошно насилство и да се изводи на сигурност, на безбедност на место. Вчера во Штипи официјално се формираше мултисекторскиот тим за насилство врз жените и девојчињата, а кој е дел од проектот воведување на интегративен пристап на пакетот од суштински услуги за жени и девојки жртви на насилство. Проектот го реализира невладината ЕХО. Тимот е составен од представници на полицијата, судот, обвинителството, клиничката болница како и здравствениот дом од Штип.